Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Поради високите температури, храната побрзо се расипува, па труењата со прехранбени продукти се почести во летниот период. Гадење, повраќање, грчеви во стомакот, диареја се заеднички симптоми за сите труења со храна, но и за вирусните инфекции. Па како се прави дистинкција, разлика, кој е причинителот? Што ако труењето се должи на бактеријата Салмонела? Дали веднаш треба да се пристапи со антибиотска терапија? Имаме бројни дилеми и прашања кои што ги упатиме на денешната гостинка, примариус доктор Жаклина Шопова, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Разговорот следи веднаш по рекламите. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за труењата со храна во лето. Што ако труењето е предизвикано од бактеријата Салмонела? Каква треба да биде терапијата во таков случај? На денешната тема разговараме со примариус доктор Жаклина Шопова, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Докторке, благодарам за присуството во денешната емисија и добар ден. Добар ден, благодарам и на вас за поканата. Така да ќе разјасниме многу работи што се случува кога има пациентот труење со храна. Во летниот период, кога температурите се високи, храната побрзо се расипува. И сега сите знаеме дека треба бидеме предпазливи со меленото месо, јајцата, млечните производи, пред се сладоледот. Дали се навистина овие продукти најризични кога станува збор за труење со храната? Или пак можеме да добиеме таков проблем и со конзумирање свежо овошје или пак зеленчук? Така, продуктите што ги споменавте се најчесто продукти кои што предизвикуваат труење со храна, се разбира доколку не бидат адекватно чувани и доколку истите не бидат соодветно обработени. Што тоа значи? Месото кое што е термички обработено и се чува на соодветна температура, нормално дека не може да биде извор на зараза, односно да биде причина за труење со храната. Што се однесува до мајонезите и сите оние кремови што се прават, кои што технички... Што се додават во сендвичите најчесто? Кои што, па и оние кај сладките работи, нели, тортите, колачите, каде што не постои термичка обработка на јајцата, во тој случај нормално е дека истите може да бидат причина за труење со храна доколку се консумираат, ако неадекватно се чуваат, поготово на овие ептен високи температури. Меѓутоа, споменавте и за овошјето и зеленчукот. Секако, и овошјето и зеленчукот може да бидат причина за труење со храна, меѓутоа, доколку истите бидат измиени со вода која што е заразена со една од бактериите која што најчесто предизвикува труење со храна или евентуално со некој од вирусите кои што исто така може да бидат причина за труење со храна. Сега кога зборуваме за бактерии, верувам дека ќе сакаат гледачите да знаат кои бактерии се најчести, предизвикуваат проблем. Така, предизвикувачи. Бидејќи нашата прва асоциација е бактеријата Салмонела, кој ќе споменеме труење со храна, веднаш помислуваме на Салмонела. Точно е, да, салмонелата е еден од честите предизвикувачи на труење со храна, односно бактерија која што многу често знае да биде внесена во организмот со сите овие продукти. Меѓутоа постојат и други бактерии, како што се Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Campylobacter, Yersinia. Меѓутоа, нели, нивната честота не е толку застапена колку што е овие. Изумив да ја споменам и шигелата исто така, знае да предизвика труење со храна, а од вирусите, тука треба да ги напоменеме норовируси, кои знаат да дадат едни хидрични епидемии, потоа ротавирусите, астровирусите, аденовирусите. Од прилика се тие најчести предизвикувачи од вирусна етиологија. Гадење, повраќање, болки во стомакот, грчеви, диареја. Сите овие симптоми се заеднички за бактериските труења со храна, но слични симптоми имаат и вирусните инфекции. Па сега како правите дистинкција? Што е предизвикувачот? Има ли некои суптилни разлики во симптомите? Па видете, еден искусен лекар, инфектолог, се разбира и останатите колеги кои работат во примарната здравствена заштита,
пред се доколку кај пациентот земат една добра анамнеза, со посебен осврт кога се работи за сите овие симптоми кои што вие ги кажавте, и плюс тука би ја додала и температурата, но не кај сите, нели? Добро земена анамнеза со посебен осврт на епидемиолошката анкета, а тоа што значи? Што сте консумирале во последните 24 часа, дали некој друг консумирал иста храна, колку луѓе се заболени или имаат истите гоби од храната која што сте ја консумирале, каде сте ја консумирале таа храна. Сето тоа го наведува лекарот да размислува дека можеби причина за сето тоа е некоја бактериска, односно вирусна инфекција. И сега рековме дека добар, искусен лекар ќе може врз основа на временскиот период на појава на симптомите од консумирање на храна до појава на првиот симптом од овие кои што се идентични кај бактериските и кај вирусните труења со храна, да направи сепак еден иницијален диагностички протокол во смисла веднаш да знае дали се работи за бактериска или за вирусна инфекција. И доколку се работи, отприлика за која бактерија, односно вирус станува збор. Обично одредени предизвикувачи имаат кратка инкубација, тоа се најчесто вирусите или да кажеме Bacillus cereus, кој што знае од неколку часа, 2 до кај 12 часа, да пројават пациентите симптоми. За разлика од нив, одредени бактерии, како што е салмонелата, периодот на инкубација, значи периодот од времето на внесување на загадената храна до развојот на симптомите, може да трае и повеќе од 24 часа, некогаш дури и 72 часа. Така да не често пациентите не можат ни да се сетат што точно консумирале пред 3 дена, да кажеме. Бидејќи може да пројде подолго време, како што споменавте, до појавата на симптомите. Така е. Меѓутоа, секој нареден пациент кој што ќе дојде и ќе каже дека консумирал таква храна во домашни и услови или на некое место каде што се служи, дали е тоа брза храна, дали е ресторан, во тој случај лекарот после појава на вториот таков пациент должен е законски да обавести епидемиолошката служба, нели, дека имаме зголемен веќе втор случај на пациент кој пројавува исти симптоми заради консумирање на храна која што е заедничка, односно идентична и кај едниот и кај другиот пациент. Во тој случај, значи, епидемиолошката служба задолжена е да излезе на терен, санитарниот здравствен инспекторат, се разбира, за да може да се провери дали храната која што била консумирана од тој објект, некогаш тоа се случува и во домашни услови, не мора да значи дека секогаш храна подготвена надвор од дома, да се открие можниот причинител, па се земаат соодветни мостри од храната, од брисеви се земаат од сите оние кои што учествуваат во процесот на производство на храна, се со цел да се спречи понатамошното ширење. Има повеќе од 2000 серотипови видови на оваа бактерија. Дали се сите подеднакво опасни за луѓето? Дали секој салмонела е опасна? Видете, значи постојат, како што кажавте, повеќе од 2000 серотипови на бактерии. Најчестите предизвикувачи на труење со храна воглавном е Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis. Меѓутоа постојат и други бактерии од типот на салмонели, односно типови на салмонели, а тоа е Salmonella typhi и Salmonella paratyphi, кои што предизвикуваат системска болест, што тоа значи дека имаме развој на симптоми после еден подолг временски период, од прилика една недела. Меѓутоа, овие серотипови на салмонели даваат потешка клиничка слика. Значи инфекција и надвор од цревата ќе создадат во телото. Така е. Значи со навлегување на самата бактерија преку храната, нормално е дека таа се движи во желудникот, каде што имаме природно одбранбен механизам, а тоа е желудечната киселина. И тука морам веднаш да напоменам дека... Там се пијат многу често апчиња за намалување на киселоста. Така е. Значи, киселоста е многу битен фактор во одбраната на организамот, првична одбрана, кога внесуваме соодветни бактерии или вируси. Давањето на такви лекови кои ја намалуваат
секрецијата на желудечната киселина всушност не ни прават на нас услуга, напротив, овозможуваат бактериите да продолжат понатаму во дигестивниот тракт, односно во цревата, каде што тука имаат афинитет да ги напаѓаат епителните клетки и нормално со уништување на епителните клетки доаѓа до пореметена слузница, забрзана перисталтика на цревата, пореметената слузница се оневозможува нормално да се абсорбираат соодветни хранителни продукти кои што се неопходни на организмот од една страна, од друга страна пореметената слузница доведува и до енорна секреција на течности заради пореметени воспалителни реакции. Сега тука имаме нормално и појава на крв во столица, сето тоа допринесува нели на крај да имаме појава на течни столици кои може да имаат примеси на слуз и крв, но може да бидат и чисти како вода, едноставно така кажано. Значи сега ова до некаде доктор ќе објаснува зошто група луѓе кога ќе конзумираат иста храна, дел од нив ќе развијат симптоми, а дел нема да имат никаков проблем. Точно е. Тоа е од една страна, значи зависи од имуниот систем на самиот организам, се тоа што го кажавме, но од друга страна нормално зависи и од количеството на бактерии кои што се присутни, така, точно. Некој изел помалку, некој повеќе. Ете така, или го изел оној дел каде што имало малце повеќе бактерии, а додека другиот консумирал помала количина на бактерии кои што со нашиот одбранбен механизам нормално дека се уништени кога стигнале до таа прва бариера. И тука морам да потенцирам дел од колегите многу често заради нели тие репетирани повраќања даваат средства против повраќање. Значи не се препорачува давање средства против повраќање. Зошто? Затоа што и тоа е одбранбен механизам. Вие повраќате за да ја отстраните точно храната која што е причина, односно бактериите кои што се причина за пореметена функција на гастроинтестиналниот тракт. Затоа при труење со храна не се даваат, секогаш се знае дека постојат нели исклучителни состојби кога нормално мора да се даде такво средство, но воглавном не се практикува давање на средства против повраќање. Понекогаш состојбата е проследена и со висока температура. Споменавте повраќање, чести течни столици. Така. Може ли сето тоа да доведе до брза дехидратација? Па тоа е точно и всушност самата болест со својата манифестација и со своите симптоми допринесува да се изгуби, нели, голема количина на течности, меѓутоа не само течности, него да настане и тој електролитен дисбаланс. И сега логички на тоа што треба да внимаваме кога ќе дојде еден таков пациент. Пред се треба да видиме дали пациентот изгубил премногу течности, односно дали дехидрирал. И сега каде е важна и кога е важна дехидратацијата? Таа е важна посебно кај оние ризични популација, тоа се децата под 5 годишна возраст, особено помалите, доенечката возраст е најкритична возраст, затоа што знаеме колку е помало детето, толку и количината на течности во организамот, односно на водата, е многу поголема. Исто така кај повозрастните луѓе, тие што се над 60 години, и оние кои што имаат некакво пореметување со нивниот имунолошки систем или имаат одредена болест која што нели не е во состојба да адекватно реагира заради таа болест во одбрана на внесувањето на овие бактерии кои што кажав. Да, дехидратацијата е еден од важните симптоми, односно состојби кои што се битни да лекарот ја одреди и можеме да зборуваме дека постои умерена, средно, тешка и тешка дехидратација. Таа е секогаш поврзана со процентуалната загуба на течноста. Така дека малите деца сега провизорно не мора да значи дека тоа е баш така. Процентите 3, 6 и 9 би биле проценти кај малите деца, доколку детето изгуби 3% од течноста, велиме дека има лесна дехидратација, умерена 6, 9 веќе е тешка дехидратација. Како се манифестира дехидратацијата? Еден совет до сите родители, поготово оние што имаат помали деца, сега во овој летен период, да знаат дека на детето му недостасува течност, тоа е дека стануваат вознемирени децата, нормално дека имаат сува уста, суви слузници
имаат постојана потреба за внесување на течности, значи имаат жет, имаат едно плачење кое што наликува на мјаукање, значи, така да тоа се симптоми кои треба родителот да ги следи и доколку нешто од ова примети, веднаш да реагира. Веднаш треба да се реагира и тоа што поскоро, поготово доколку детето е на помала возраст. Нормално, за да приметат дали децата навистина изгубиле огромна количина на течност, постои еден знак кој сите ние можеме да го во домашни услови изведеме, а тоа е да земете кожата во пределот на стомачето на детето, да ја подигнете. Тесто штипкање, го велат родителите, така? И доколку кожата не се врати Добро. во својата првобитна состојба, него се задржи, во тој случај, значи, детето стварно има изгубено доста течности и треба веднаш да се упати во најблиската здравствена установа за да се продолжи со третман кај такво дете. Исто и кај возрастните, дехидратацијата е состојба кај која што нормално истите тегоби ги имаме, во смисла постојано сме жедни, нели? Доколку имаме изгубено премногу течности, може да настане и кај децата и кај возрастните, значи кај сите и еден хиповолемичен шок, бидејќи недостасува нормално соодветна количина на течност која што ја имаме во организамот. Не само тоа, имаме и губиток на електролити, па самите електролити даваат и соодветна клиничка манифестација, губиме калиум, губиме натриум. Сето тоа е важно за нормална функција на целокупниот организам, на сите клетки, така да може да имаме и засегање на централниот нервен систем со една поспаност, со една летаргија. Значи, во тој случај мораме да се упатиме во болница за да можеме да бидеме адекватно третирани. Така, вела дека многу важно се тоа да се превенира, но може ли да се спречи доколку пациентот упорно повраќа и има изразено чести течни столици? Дали во тие моменти може да се напие чаша вода, чај, или пак електролит кој што е растворен во водата? Вела дека тоа е најдоброто решение. Така, значи, лекувањето кај сите овие гастроинтестинални болести всушност е внесување на течности за да ги надокнадиме течностите кои што сме ги изгубиле. Дефинитивно треба да се започне со враќање на течноста. Дали е тоа вода, дали е чај, дали е електролитен раствор, што и како е потребен, затоа што со губењето на водата во столиците и повраќањето ние губиме истовремено и електролити. Затоа треба и да ги вратиме. Или готова супа од кесичка, или готова супа од кеса, да. Тоа е природен, солта е природниот натриум кој што го внесуваме во организамот. И сега, знаете како, ќе речат многу често пациентите и родителите, ама нон-стоп повраќа. Точно е, вие ако земете и се напиете цела чаша вода, желудникот иритиран и така од самото внесување на бактерии, нормално е дека ќе продолжите да повраќате. Тоа значи дека почесто, помалце, капка по капка или голтка по голтка, на еден извесен временски период треба да внесуваме. Меѓутоа, во оние случаи каде што и покрај тоа внесот на течности е многу помало од она што го губиме, во тој случај нормално дека е потребна една посета на лекар, каде што лекарот ќе ординира и интравенски надокнада на течности и електролити кои што се губат. Колку денови може да трае оваа состојба кај пациентите кои што имаат труење со салмонела, кои што се инфицирани со оваа бактерија? Па видете, болеста со оглед дека е само лимитирачка, значи сама по себе бактеријата се исфрла од организамот и тоа е причина зошто салмонелозните инфекции и воопшто инфекциите на гастроинтестиналниот тракт, бактериски и вирусните па никако, ама бактериските не се лекуваат со антибиотици. Тоа значи дека бактеријата сама си се исфрла во одреден временски период, што значи дека од прилика за една недела пациентот комплетно ќе биде здрав. И сега кај одредени пациенти може да се случи бактериите да обстојат и подолго време да ги исфрлаат преку изметот. Во тој случај велиме дека тие пациенти се бацилоносители. Зашто е важно бацилоносителството? Бацилоносителството е важно затоа што воглавном сите овие претходно споменати причинители
ние ги внесуваме не само со храната, него и со прљави раце. Значи, можеме на најразличен начин да се заразиме, еве конкретно со салмонела, не само преку храна? Па можеме. Можеме нормално, доколку ние после користење на тоалетот не ги миеме рацете или со рацете сме работеле со некаков производ од храна, нели, кој што бил загаден, а не ги измиеме. Во тој случај, нормално, доколку со тие прљави раце внесете нешто во устата, вие фактички се заразувате и на тој начин ние препорачуваме секогаш кога луѓето кои што работат во производството на храната, па и онаму во домашни услови каде што да кажеме еден член од семејството бил лекуван од салмонела, меѓутоа сме го испишале како бацилоносител, треба да биде иземен од сето она што е поврзано со приготвување на храна. Затоа се и оние санитарни прегледи на сите вработени во установи каде што имаме производство на храна. Па земање на брисеви, нормално, од сите оние кои што работат во прехранбената индустрија. Тоа значи ка бацилоносителите ја имаат бактеријата во себе, Да, не развиваат симптоми, не развиваат симптоми, но при тоа се заразни. заразни се за околината. И затоа такви луѓе не треба да бидат отстранети, поготово доколку работат, како што кажавме, во процесот на производство на храна, доколку работат, да кажеме, во домови на стари лица, во градинки, нели? Така да тие луѓе ќе бидат отстранети се до оној момент додека не станат негативизирани. Доктор, ке има ли вистина дека доколку кај лице кое што има труење со салмонела се даде непотребно антибиотик, тоа може да стане клицоносител, односно бактерионосител, до крајот на животот? Па вака сега, значи за да се даде еден антибиотик, лекарот треба пред се да знае кој вид на антибиотик треба да го ординира кај пациентот. Затоа што не сите антибиотици делуваат на сите овие бактерии. Тоа е едната работа. Втората работа, зошто би се случило ова што вие го велите, доколку се даде лек кој што не успеал целосно да ја уништи бактеријата, меѓутоа бактеријата во еден период да се уништува, меѓутоа успева да се скрие негдека во организамот, да речеме, и таа останува таму да скриена, да си живее, да после одреден временски период повторно може да се активира и да предизвика повторно инфекција. Затоа антибиотиците не треба да се злоупотребуваат, освен во исклучителни случаи, како што кажавме, нели, кај одредена возрастна популација, кај одредени здравствени состојби, нормално една септикемија салмонелозна, ние мораме да ја лекуваме со антибиотик. Но не и еден обичен гастроентероколит. Затоа апелирам и до сите гледачи, но и до колегите матични лекари, кои што не секогаш и не сите, кога ќе добијат изолат, салмонела, нормално, тука повеќе се исплашени пациентите, отколку лекарите, и по иницијатива и настојување на пациентите, ама јас имам бактерија, оваа бактерија мораме да ја лекуваме. Да, еве пишува тука кој антибиотик може да ја уништи, едноставно не прифаќаат дека за салмонела не треба да се добие антибиотик. Значи, докторот треба да им објасни дека таа бактерија сама по себе ќе се излачи од организамот. Секое давање на антибиотик така може да го пролонгира присуството на бактеријата во организамот. И затоа не треба да се дава. Поготово затоа што неретко се случува да бактеријата ја изолирате во акутната фаза од болеста, значи на почетокот. Многу често некогаш и затоа во суштина за правилна дијагноза на сите овие труења не треба да се зема само една порција од столицата, да се прати на микробиолошко исследување, него потребни се најмалку 3 столици, за да можеме нормално да откриеме кој е предизвикувачот, но некогаш не успеваме, за жал, можеби од аспект заради тоа што пациентот и претходно примал некакви антибиотици. Затоа, значи, добивањето на позитивен резултат, поготово во фазата кога болеста е на одминување, но морам да потенцирам, и во почетокот, не сме да се лекува со антибиотик, освен во одредени случаи.
Ке ги поканиме и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, зборуваме за летните труења со храна. Ке се задржиме малку повеќе на труењата со салмонела. Примариус доктор Жаклина Шопова, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, е гостинка во студиото на Телма. Таа ги дава појаснувањата на сите дилеми кои што се поврзани со оваа состојба. Еве, првата заблуда е разјаснета. Меѓу народот постои убедување дека салмонелата секогаш мора да се лекува со антибиотик. Напротив, 99% од случаите така се исчисти само од себе, освен кај оние лица кои што се спаѓаат во некаква ризична категорија. Значи, тоа е сега разјаснето. А кога станува збор, докторке, за пробиотиците, дали треба тие да се дадат веднаш? Штом настапат првите симптоми? Дали тие имаат моќ да го запрат проливот, односно течната столица? Видете, болеста кога почнува, нормално дека не постои чаровен лек кој во моментот ќе ги смири сите симптоми кои што ги има пациентот. Значи не постои чаровно стапче во медицината која што може во моментот да делува и да прекрати болеста. Значи болест има еден тек кој нормално треба да помине. Сега да, пробиотиците треба да се даваат, нормално е, затоа што секогаш ние сите имаме во нашиот дигестивен тракт така наречени добри бактерии, нели, кои ни го штитат организмот од сето она што ние го внесуваме преку устата. И нормално, нели, во последно време и голем дел на болести се насочуваат и се поврзуваат со нормалната бактериска флора што живее во нашите црева. Пробиотиците да помагаат да на еден извесен начин допринесеме да болеста, односно самиот организам подобро и побрзо се излекува, само излекува. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ние го препорачуваме и секогаш треба да се зима пробиотик, поготово нели кога зимаме и антибиотик заради уништување на нормалната бактериска флора, но не само пробиотикот, течностите и соодветната диетарна исхрана на едно нели воспалено црево, пореметена функција на црево, допринесува за излекување на болестите кои што ги предизвикуваат овие предизвикувачи. Ке ги вклучиме гледачите, потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас се извинувам. Поздрав за вас и докторката. Имам 71 година. Така. Имам скоро цела година пролив. Пиев неколку пакувања колосал. Меѓутоа, многу кратко време подобрување, повторно ми се јавува проливот, имам дивертикули на дебелото црево, направив колоноскопија. Докторката ми рече дека проливот не е од дивертикулите. Така. Имам исто така и рефлукс многу јак на желудникот, ми се враќа ова, ама проливов не можам да го решам, многу сум Течите столици ви представуваат сериозен проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би советувале во овој случај? Треба ли да се прават некакви анализи за утврдување може би на некоја бактерија? Да, значи секогаш кога трае подолго време проливот, а гледачката рече дека од година дена има веќе пролив, доколку се исклучат сите оние бактериски, вирусолошки, паразитолошки, значи има и паразити кои предизвикуваат ова како се вика проливи, во тој случај треба да се бараат и други болести. Не мора да значи дека бактеријата, вирусот и паразитите се причина за проливи кои траат толку долго време. Кај ваквите случаеви, значи, треба да се направат испитувања за сите видови бактерии, дури за онаа бактерија Clostridium difficile, која што најчесто се јавува кај пациенти кои што примаат антибиотици, провоцирана, значи, од преголемо количество и употреба на антибиотици. Пациентката направила колоноскопија, колку што кажа, и има дивертикулуми. Точно е дека дивертикулумите не мора да бидат причина и не се за проливите, меѓутоа постојат и други системски болести, заради кое што треба пациентката дополнително да се подвргне на испитувања.
секако со помошта на интернист, кој што ќе ги направи соодветните испитувања за одредени болести кои знаат долго време да дадат проливи. Некогаш може да се работи за интолеранција, нели, на храна, значи може би ќе треба и тоа да се испита, но сепак моја препорака е да се обрати кај интернист и да се направат дополнителни испитувања доколку бактериолошки, вирусолошки, паразитолошки кај пациентката нели не се најде причинителот и не верувам дека ќе биде најден затоа што овие проливи во инфектологијата не траат толку долго. Така, значи не трае толку долго. Не трае а доколку толку има долго. клостридиум? Доколку има клостридиум, во тој случај, значи треба да се види, не е доволно да ја откриете само бактеријата, во тој случај треба да се види дали е позитивна столицата на токсин, односно дали бактеријата го лачи токсинот кој всушност е предизвикувач на проливи, но пациентката има направено и колоноскопија каде што промените кои што ги дава клостридиум ќе се забележат. Да, би биле забележани, но во овој случај нарече дека има само дивертикули. Така. Ќе ги вклучиме останатите гледачи со нивни прашања. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме во програма, сте го очекуваме прашање. Ало, Телма. Да, во Телма амбуланта сте, во програма сте вклучени. Видете, јас веќе имам 15 дена проливи. Така. Боледував веднаш од колитис. Ало? Така, ве разбравме, значи имате веќе диагностицирано болест, добро? Меѓутоа, сега ми се повтори, па сега пијам флажа лин 400 милиграма. Добро, па сега предпоставувам прашањето е дали ќе се среди вашата состојба што можете да преземете, така? Тоа ми е, пошто среда и двупеки чај и па имам проливи. И повторно го имате... Денеска сум само секундарно мислам подобар. Дали ќе имам подобрување? Ви благодарам за вклучување во програмата. Повелете, докторке, сигурно е тешко вака по телефон да процените дали ќе има подобрување или не, но еве неколку насоки како совет за гледачот. Да, како што рече гледачот сам, диагностициран е колит кај него. Сега тој колит... Тоа е воспалителна болест на тоа е цревото. воспалителна болест на цревото, која што може да биде од различити причини, нормално, и колитот треба да се третира од страна на гастроентерохепатолог. Што значи дека пациентот треба да се упати на гастроентерохепатолог за да може да се даде соодветна терапија, затоа што како што рече самиот тој веќе подолго време откако почнал проливот се ставил на таа строга диета на двопек и чај, но некогаш кај одредени колити двопекот и чајот не можат да помогнат во во лекувањето на болеста, затоа е потребно дополнително испитување и нормално дека е потребна соодветна терапија која што после исследувањата нормално дека ќе ја добие пациентот. Рече дека прима и флажил, но не кажа кој му го дал. Во секој случај мој совет е да се упати на гастроентерохепатолог за да се провери што е причината за тој колит доколку бил диагностициран. А доколку он самиот смета дека е колит, во тој случај треба да се почне нели со она што го кажавме, бактериолошко проследување, па после доаѓа тоа ендоскопско исследување, односно колоноскопија, за да може да се детектира причината. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, се работи за добар ден. Да, ве слушаме. Се работи за 3,5 годишно девојче, малечко, внука ми е. И видете, она има обично тврда столица. Сега во меѓувреме, еве едно 3-4 дена, како има грчеви во стомак. Од време на време ќе фатат грчеви, ја викам ти се кака, не ми се кака, ти се моча, не, грчеви и поминуваат. Идеше во градинка, сега јас ја чувам, во меѓу ноџињата излезе како блумчиња. Дали тоа е некоја бактерија? Ја носевме на кожно и дадоа некој лек, ама меѓутоа не и поминува.
Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е педиатриски дел, но што можете да советувате? Предпоставам дека гастроентерохепатолошки ова? Па да, добро, во секој случај рече гледачката. Бидејќи тврда столица често се ова детска возраст. Кај децата, да, има периоди кога, зависно и од исхраната, нормално и од подвижноста на цревата, моталитетот на цревата, одредени дечиња страдаат од обстипација, но болките во стомакот треба да се испитат од што се, дали се поврзани со некаква тегоба, односно некаква болест на дигестивниот систем, затоа што многу состојби во стомакот од повеќе органи може да дадат болки. Грчевите болки, кои што ги опишува пациентката, гледачката кај своето внуче, може да бидат асоцирани дека може би се работи и за некој од паразитите. Да. Во тој случај дека чести се паразитите во последниве години, има вистина во тоа? Па видете да ви кажам, дека имаме енорно голем број, немаме, меѓутоа да, имаме случаи каде што нормално се детектираат и паразитарни болести кај децата, но и кај возрастните. Најчесто тоа е детска глиста и сега тука не ни кажа дали детето покрај тоа што се жали на болки во стомачето има некаков сврап околу чмарот, рече дека има некаков осип кој што на кожно е кажано дека е од бактериска инфекција, што најверојатно чиме прегледано од кожен лекар, мислам дека тоа е во ред. Обично и кожните доктори знаат за детекција на одредени паразити и црви, да ги посочат пациентите дека е потребно да се направи едно такво исследување. Така да во секој случај ова детенце треба да биде прегледано од педијатар за да може да се направат соодветни испитувања за да се детектира која е причината за грчевитите болки во стомакот. Имаме уште двајца гледачи, тие воедно ќе бидат и последните вклучувања во денешната Телма амбуланта, бидејќи имаме навистина многу малку време, а треба да се одговорат уште неколку прашања кои што се поврзани со салмонелата и превенцијата на труењата со оваа бактерија. Добар ден за следниот гледач. Ало? Повелете. Вемова. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Јас сум од прилика на 70 годишна возраст. Така. Пред ден-два изедов еден пилешки медальон, тоа е пилешко место скоковано, да речам, за кое што почувствував во моментот дека е малку расипано и не продолжив понатака да јадам, да ручам од тоа. Меѓутоа, после 6 сати од прилика ми се јавија симптоми како нагон за повраќање, грчеви во стомакот, неам повратено, немам пролив, тегобите постојат у смисол како грчеви и температура до 38. Дали треба нешто да преземам? Ме интересира. Така, добро. Ви благодарам за вклучување до програма. Да немате само докторке некој подпрашање? Па сакам да прашам дали сама го консумирала тој оброк. Така, добро, дали сте се уште на линија, дали гледачката имаме се уште? Да, на линија сум. Да, дали само вие го конзумиравте тој оброк? Само јас го пробав, почувствував дека е малку тргнато кон расипување. Така, и го оставивте, не продолживте со јадење. И не дадов на другите да јадат. Така, свежо подготвен, не подготвен па чуван? Па од претходниот ден, да речам, подготвен. Подготвен и чуван во фрижидер или на собна температура? Малку време надвор од фрижидер. Малку време надвор, па потоа оставен во фрижидерот. Така. Да. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ви благодарам и вас, и јас на вас. Пријатно. Повелете, доктор. Видете, значи, како што кажавме, не мора да значи дека е салмонела во прашање. И од самите тегоби што ги кажа пациентката и од временскиот период дека 6 часа после консумирање на месото, кое што стоело на собна температура, тоа може да биде предизвикано не од салмонела, него од други бактерии. Може да биде некоја стафилокок, може да биде бацилус цереус, иако од бацилус цереус обично се јавува кај храна која што содржи орис и која што е подготвена, па загреана или држена на собна температура. Така да не мора да значи дека имаме салмонела. Сега рече дека има и температура.
Знаете, не секогаш ние имаме само по една болест. Значи, можно е температурата да биде и од нешто друго, не мора да биде поврзано со храната, но за да биде сигурна пациентката, секако дека треба да се упати на лекар, да биде прегледана, да се земат соодветни анализи, за да може да се диференцира состојбата од што е цела оваа ситуација. Грчевите да одговараат на ова што го даде како податок дека консумирала месо, кое што е претходно подготвено, стоено на собна температура. Времето од 6 часа не асоцира дека не е бактерија, но температурата обично е онаа која што не разбравме само дали има еднократно температура или се уште ја има, па затоа е најдобро да се упати на лекар за да може да биде прегледан. А во меѓувреме нормално да зима пробиотик, да се стави на еден режим на исхрана и нормално за температурата да земе антипиретик, да внесува доволно течности, но секако дека ќе треба да се направи едно иследување. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, јас сум 79 години. Така. Сите ви од пролив. Јас тврда столица имам, еве неколку дена не можам да излезам. Се хранам, месо не јадам. Се ми сам готвам, спремам. Не знам зашто ве 2-3 дена денеска бев у апотека, рекоа некоја чоколадца ми дадоа, баш сега јаде. Мислам, природно се хранам, не знам што може да биде. Така, неколку дена го имате проблемот. Па да, неколку дена. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Па добро, видете, сега обстипацијата рече дека трае неколку дена, но не ни даде... некој долготраен проблем. Не е долготраен период, да кажеме, не добивме податок дали ова се повторува или прв пат е оваа епизода на обстипација со оглед на возраста, пациентката доколку се повторува ова, нели, доколку има и друг пат такви епизоди на обстипација, нормално е дека треба да се подвргне на соодветни испитувања, самата возраст за рана детекција, да кажеме, на малигни заболувања на дигестивниот тракт, односно на цревата, потребно е после 50-та година да се направи и една колоноскопија, но сепак пациентката треба да види дали ова ќе се повтори или веќе се повторувало, доколку се повторувало, совет е да се упати кај својот доктор, да се направат од оние брзи тестови за скрининг, каде што врз основа на присуство на крв во столицата скриена крв, ќе се упати пациентката на понатамошни иследувања. Така, ние ќе продолжиме на каде што запревме. Доктор, ке сакавте да додадете уште нешто? Не, тоа е тоа. Дали секогаш кога ќе се јави труење со храна е неопходно да се постави пациентот на некаква диета? Нормално дека е потребно да се постави пациентот на диета, поготово... И дека има се и некои нови протоколи кои што се однесуваат пред се на децата. Видете, да, дефинитивно, значи, после престанувањето на повраќањето, затоа што повраќањето, вие колку сакате да внесувате и храна и течност, доколку повраќате, ништо не може да направите. Но по смирувањето на првите тегоби, нормално е дека треба постепено да се внесува соодветен тип на храна. Нормално не можете веднаш на еден таков иритиран гастроинтестинален тракт да почнете да давате сето она што секојдневно го јадете, да кажеме, да ќе јадете во овој период лубеница, праска, диња. Не. Постојат соодветни протоколи, да, за консумирање на одреден тип на храна. На почетокот треба таа да биде лесна, доволно течности. Можно е да внесувате сирење, и тоа оние обезмастени сирења, можно е да внесувате тестенини, бел леб, да внесувате макарони, да внесувате супи, бело пилешко месо може да внесувате риба, можете да внесувате кисело млеко, разматено со вода, така да и постапно да се започне онаа нормална исхрана. Но веднаш во текот на вториот ден од болеста вие да почнете сепак, мислам дека тоа не е потребно. А дали по завршувањето на симптомите значи дека бактеријата сосема е исчистена од цревата и од дигестивниот тракт? Или сепак во наредниот период, во наредните месеци, таа може да се детектира во цревата? Значи, како што кажав, сите пациенти кои што имаат инфекција со одредена бактерија, нормално се проследуваат
Тоа значи дека на контролен преглед, кога се повикуваат, нормално се бара од нив повторно да се направи бактериолошко исследување на столицата, иако е нормална, за да видиме дали се уште е присутна бактеријата. Со добиени 3 резултати на копрокултура, негативна, ние кај тој пациент велиме дека не постои бактеријата, но таа не постои во гастроинтестиналниот тракт. Но не е значи дека сигурно постои во некој друг орган. Затоа што рековме дека самите бактерии преку крвотокот може да се трансферираат до многу органи, така да можно е и најчесто може оваа бактерија да биде скриена во жолчното кесе, но не мора да значи. Така да, секогаш треба да бидеме предострожни доколку се појави соодветна состојба кај овие пациенти, да го имаме на ум и тоа дека некогаш биле со салмонелозна инфекција, за да знаеме дека можно е да настане некоја реактивација на болеста. Што можеме да направиме за да превенираме, за да спречиме инфекција со некоја од овие бактерии кои што се пренесуваат со храната во летниот период? Значи, дефинитивно, прво и основно е секогаш да ги миеме рацете. Основните хигиенски навики. Така е. Основните хигиенски навики мора сите да ги практикуваме секаде каде што ќе одиме. Втора работа е во овие летни периоди, поготово на овие температури, треба да избегнуваме консумација на брзо приготвена храна која што не е доволно термички обработена. Да ги избегнуваме мајонезите, да го избегнуваме нормално и оној дел од колачите кои што се приготвува со недоволно термички обработени јајца. Но тоа не значи дека не смееме да јадеме пржено јајце и варено јајце. Нели? Само да се избегнува недоволно термички обработено. Недоволно термички обработено. Значи, тоа се превентивните мерки кои ние би ги препорачале и нормално, нели, млечните производи, млекото да биде варено млеко, обично знаеме. А сладоледите? Сладоледите, сега знаете како, за сладоледите дефинитивно вели дел од народот, па нели они се чуваат во фрижидер, како може да се расипат. Но сладоледот може да не е расипан, но тие што работат, да кажеме, во сладкарниците, доколку немаат соодветен санитарен преглед, а се бацилоносители, може при самото послужување со сладоледот да допринесат да се инфицираме. Од една страна, сладоледот да стои во сите оние фрижидери, меѓутоа, повторно не знаеме дали температурата каде што се чува е соодветна, затоа што сепак варијациите во температурите не секогаш допринесуваат да фрижидерите ја постигнат онаа температура која што треба да биде. Да, во млекото може да биде присутна бактерија, која што доколку термички не биде обработено млекото во процесот на производство на сладоледот, нормално е дека таа бактерија ние ќе ја внесеме и преку сладоледот. А ниските температури ја уништуваат салмонелата? Па видете сега, ако вие веќе имате продукт кој што, а тоа е типично со сладоледот, продукт кој што е приготвен со веќе присутна бактерија, чувањето на соодветна температура, која што е ниска, не значи дека ќе ја уништи бактеријата. Да. То не исто како кога ќе се обработи термички на висока температура. Така е, значи секогаш при приготвување на сите оние производи каде што се користи млекото, треба првен млекото да биде термички обработено. Истото е со јајцата. И затоа велиме дека оние преливи со јајца што се прават или смути каде што се ставаат оние јајца живи, треба да се избегнуваат. А јајцата од препелица исто се... Па воглавном сите јајца треба да бидат термички обработени. И веднаш што ми ја подготвиме храната, значи конзумираме што конзумираме, остатокот го враќаме во фрижидер. Нема на собна температура. Не треба да се остава на собна температура, не поготово сега во зимскиот период кога нормално температурите се пониски, можеме да си дозволиме и саат време да биде, да кажеме. Меѓутоа, на овие горештини да оставите храна
голем ризик представува. Доктор Шопова, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за убавите појаснувања поврзани со оваа состојба која што не е нималку убава и за жал е честа во летните периоди. Неретко се случува некој да биде и хоспитализиран поради некое труење со храна, затоа да бидеме внимателни. Ви благодарам и на вас за поканата. Се гледаме повторно. Се гледаме. А се гледаме повторно и со гледачите секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.